Батка, овака изгледам као Дегембер. Изгледаш као Дегембер, меđutim, оделово ти е као Саливеро. Шибај, дебај, гајле. Ја, батка, никад не сум дозволил да трујам риба. Никад. Бар да бевме под стечај, што направиме за 50.000 марки си ја приватизира фирмата и негова е сега. И ти си негов. Без кишменјаци, чутите сите. Немате муде да му кажете у лице. Иба бе до такозвано плювање шоферско, при што доваѓа до отварање на вратата и овакво искралување на по-густа содржина на плюката, такозвани шампон. Слушай ме што ти зборам ја. Лазо ако дојде, прв ја ќе летам. Ама и ни вие нема да бидете поштедени. Види, знаеш што е разликата? Ја ќе продам сокови, а ти... Ја ќе пасам кози. Тате, то не е проблем. Де го питај, по кој кафики излева? По кој кафики излева? Тате, види сите кисиња и собра покони што на сега, че ги измиеме дома за нанивта. Право, сине! Де, дай ми сега некој динар да му залепам јас нешто на ресот, де? Ами вчера ти дади кој кафики потроши? Де ме пати шо се, ајде се ли са? Ајде! Бурек! Со месо, со јогурт и со сирење. Ти сакаш пакнежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ја, јо, ми е лагото. Ја, јо, ми е легко. Бурек! Јади сибит. Абе, зошто деца сте така неваспитани, са че заебавја, викаме, бе, знате ли вие како се прават глупи деца? Они викате, не знам, че го прашате татко ти. Побелете, завезете се, што ќе се да пиете, не срамете се. Не знам, зошто Елвис Присли прави овака досадни песми што са без рефрен? Тој најверојатно пошто у Америка они пецат на лепче, ние не пецаме на риви, а осим това нема турда. Да! На колена! Со грбота би се сврте и типко и реко. Shake, baby, shake. 1, 2, 3, 4. Може би никој не верува, ама вистина е жива. На едно место ќе најдете од игла до локомотива. За секој джеб, за секој вкус, нема ништо да ви вали. Кај Макис има и супер има, се за големи и мали. Макис, стоковна куќа или ден. Сега да ти кажам, батка, го везам коњи на поило. Оригинал, Джабе везеш. Оригинал е. Јас 6 месеци го везев тајна вечера и ама ема него бенди, сете го подроб сек ние. Маче стигна? Глос ми купила, бе. Маче, ела те бацам, имаш. Што ќе ме бациш, кујна на лонтија? О, да тебе! Еве ти абразив, види, за стакло, за волна, штирак, се ми земала, цела колекција ми ја купила. Што љубаш и сите се еколошки. Да, пише. Слушај, него сега ја морам шпорето да идам да го зачистам малце. Почекајте ме ви овде. Абе, почекаме, Боже, де се разбира, жена ти вака ти растура, меđutim, знае поклон да ти избере. Глос за сите мажи е спас, глос ми е садови, емайл, мебел, штоф, таписони, стакло, тоалети, таночеви свети со глос, а рацата нежни са пак. Еколошка козметика за домакинството. Алкалоид Скопје. Абе, синко, една вошка да е у цела школа од тебе.
тебе ќе се фане на главата. Па не ше утепуват да му се не види. 326, 327. Го не Вошкова скачка. 329. Еј, фико, ова само, а за малушива раниме, ни избега у шумата. Де бе, комшија, Оди, влези. гуте па детето. Па нели ти реков, нели ти дадов 50 шапо против вошки од алкалоид Скопје 60 мл, датум да производја, то не е важно. Абе, ти ми даде шампон, ама во шишто многу танко, ја 3 пати се кршева од шишто. Па че се крше, не со шишето, имаш упутство унутра. Унутра имаш Ма и со воа проба и со воа не бива мало е. А да пробаш да го прочиташ? Ке шампон е се натурал. Тебе, комши, ни да го прочиташ не знаеш. Овој шампон 50 против вошки. Со ова направен е да од природен препарат од трн одвоено и онда то не е штетно за глава. Само че го избиеш малиот и оно убива све. И вошки, и гниди што има, све убива. Онда након 7 дена го избиваш уште еднаш за секоја евентуалија и он убива гниди, вашки, све елиминише и онда со гуз чешел цак, да 5-6 пати и онда свето, златен малиот. И онда ково, и онда има и за стидни вашки исто што се и нив ги убива, онда некој го користат за кучни любимци, кучиња, мучиња, ово, оно. Тоа е све многу ефикасен, сите со задоволство го употребуваат и одак то. Слушаш ли бе, синко, шо кажува берберот? Оди речи на мајк таа да стопле тоа топла вода. Да те измиеме глава малку со во шампонот нов, ајде. Ама за добри овие? Шо добре, бе, батка. 3-0 губат. Стварно се супер, како може вакви да ги направат. Те се добри овие. Лешницива се супер, дај кикириките да ги пробам. Па то са фрстаци, то треба да се изнушти. Ти мене ќе ми кажеш, батка. Трета кеса ми од Сабајле.
на мома Мария. На мома Мария. Младост любите на мома Мария. Младост на мома Мария. Мария, 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 Мария. На мома Мария. Слушай, каква идеја имам да знаеш. Кажи бе, каква идеја имаш ти, а? Пак ќе се кандидирам наредни избори и сигурно ќе добијам, сигурно. Кажи бе, како, кажи. Сигурно добијам, бе, ќе видиш. Ајде, не пи, ајде. Ајде. 1, 2, 3, раз. На С. Батка, партал правиме со ова функција, за да знаеш. Што правиме? Партал правиме со функција. Кој прави партал, бе? Зачо? Кој прави партал? Па шо му фали? Како бе, што му фали, бе, ватка динар не сме земале. Слушай, треба да смениме бизнис, ја мислам, овака више не иде. Шо да правиме, де? Мора да менјаме, ќе отвориме нешто, пилјара, кафана. Мора нешто да отвориме. Абе, ние кафана, ако отвориме, сите ќе ни пијат на рабуш, џабе ќе отвориме. Тоа ќе отвориме фирма. Зашо фирма? Јас знам еден шизик, работи со шекер. Можеме со него. Има поише работа, има малце, ама цап на први капе, бе. Има, абер нема, бе, ни емисија, ни група, џабе е све, бе, батка. Што се смее, бе? Баш те декери, што ве гледам чуди бе, како може бе вака бе? Бе, како можете вие, тезга, гедор, медор, нешто цедор би збориш, ти да не бистиш и ја да ви пеам на тезга, а? Види го, бе, како се облику. Што ти е, бе, тебе? Што си се дотерал, бе? Што сум се дотерал? Кој дечко? Збори слободно. Слушай, овој иде со риба дугачко, сега у април прават 4 месеца, не е проблем. Шибе. Гледате се. Политички маркетинг. Кој е овој? Види го. Кој е, бе? Како бе, кој е ој? Кој да части сталда? Фуфо? Фуфо ја? Дов бизнес. Бе сретна Фуфо баш и ми вика, леле, биле ти ли си абат за абат те бола бовака, те ако сакаш да се слика без сојост, ќе платам све што требе. Мене ова ми личи на заебанција, ја, ова... Си плати поштено. И се викам, зашто бе, викам, што ќе ти ова да ја злоупотребиш? Тебе вика, и би призна, сакал овакво, утре поново да се кандидиса, ќе правил плакати со ако ќе ги лепеле и кој ќе прашеле децата, абе кој овој чичкава со биле паника, и то ќе чат Фуфо, и утре заутре кој ќе има па избори, бахидално ќе го заокружат и това. Добра идеја, бе, добра е. Сега бев кај Брако, му оставив политичко-фотографски ценовник. У влада? У влада ја? И шо ти плаќаат за ова, шо? Како беше? Па ако сакат да задржат популарност, дали се спрема реконструкција на влада? Чекај, држи ова. Значи, они се 15 министри, сега со реконструкција ќе станат 7, после новите 7 што ќе додат, ќе сакаат и тие да се сликаат со нас. Добар бизнис може да биде тоа, да знаеш.
Че се беѓат, че се ротират, то министрите од еден на друг ротари вамо тамо, па како? Кои слики, бе? Кои министри, бе? Со тие да се сликам ја. Јас се сликам само со риби, бе, батка. Со какви риби че се сликаш? Иди сликай се со Мелпомедијавате, па после вако све. Па ние треба да правиме кариера, бе, немој да бидеш луд. Патали го. Види, ја што направив некои пробни фотографии, види. 15.000 барки, 15.000 барки, 15.000 барки. Овој дечеше, овој му одадив тамо, че дал нешто и компензација и ова. Но овој го срдисава. Кратка кариера ли? Овој го сменива али? Тоа е, бе, политика е курва. Знаеш добар бизнис е ова, бе? Ви викам ја, бе. И тоа, пази, овие цени им се сеа, тек кога има изборито дупло. Знаеш шо пари они дават? Бе, чиста работа. Гледај, бе, ова чиста пара. Овој не ми плати, така да најверојатно ќе го сменат. 15.000 барки. Види, бе, овој со сите си сликал, бе, батка. А? И ти среди тоа малце косата, као глуварче си. Утријам закажано, и ти дај бе тоа проширен желудец малце с тести, немој тамо да ме брукате, утријам закажено со овој што е Ристо од Владава. Зна, че го бењат, ја му викам, меđutim, што те боли, ако си плати, дека му пројде беракот. А остало ми вика, ај ба, ако не ми изберат, бачијам на децата што да им покажам, и ова. И даде. Драги гледачи, добар ден, еве се наваѓаме овдека на ово место, каде што денеска ќе правиме прилог за љубовта и за традиционалниот однос помеѓу двајца млади кои што се сакат и со ова светова се удварат. И овој прилог за љубовта може да се примети да денеска младичите се удварат у дискотеки, у темни места док свира техно и танго и све тоа, и тоа не е лепо, док ретко може да се најде да еден класичен начин на удварање и управо ние имавме среќа. Ево вдека има еден екземплар кој што управо тоа прават и јас сега ќе ги питам разгоре. Дечко, дојди! Дојди! Извини, Жеска! Ако сакаш. Ево оне онда врло љубазат и ние веднаш ќе поразговараме. Дечко, баш ми е драго што со еден ваков екземплар разговара кој што ретко има денеска младичи кои што са девојките шетат по парк вака. Дали сте одавна заедно? Не, со Балија собрав, батка, сега главам и се удварам. А, ти веројатно се удвараш на оној класичен начин што е. Па зависи за кого е класичен. За мене е тој едини начин, затоа што сите риби ги имам заглавено на тој начин и парче правам по градов. Ја, батка, не и реков дали може да ја пољубам ако ја фатам онаа гранка ондека. И она се сложи нормално. Пази пољубац. Пази се пољубац. Ето, драги гледачи, баш имаме среќа што ќе присуствуваме на директен пренос, пошто она ќе му даде да ја пољуби уколку он ја фати гранката. Драги гледачи, не знам што е работал, овакво немаме среќа, меѓутоа ова малце од одма ќе го направи, со други информации ќе се малце покасно. Биле паника, ајде телевизија. Леле, мајсторе, вие во на рака колку покрива? Одлична е боја, батка. Со една канта цел стан ќе го покриеме. Добар ден, јас сум болер, магистар професионалец. Дојдов за огласта што е за работа. Кој е Тошо болерот? Јас сум. И не пред многу мавети, туку фаќај работа, ајде. Фала? Кај мене нема трте мрте, батка. Но овој овде маста му ја извадив. Ајде, но многу лафи, зима четката и фаќ го тие дзитајде. Абе, вие фарбате со златодоста боја? Што зборуваш бе ти?
Каква златоносна, бе? Гледаш дека е бела боја, бе. У големите карти има златник. Ево го златникот. Батка, и ја вчера у овие помаливе канти најдов исто златник, али сребрен. А Фидо беде мајка ми са бале, бе благослови сине, да ти са позлати четката. Ајде, качуй се таму на лесвиците и пази да не паднеш па да те позлате раката, после цела златни шипки у хируршко да ти ја наредат. Продал козметика за сите видови цитови. Бајстори, или е работа. Фала, амин, од работа не куртулише да го... Слушај, Е, кај ви са другите треба да реклама за удбар Ирвес да стиви, бе. нема други, ја ево дето сме само. Мајсторе, ај се смениме Чекай, уж 5 минути гледаш реклама с Немец Урбан Инвест. Вашо гледаше видео. Цела направено, ја за сад, ја за два, али се менјаме со во дето. Прво оно работе, јас одмарам, после па ја одмарам, оно работе. Ајде, сија да Озбилно, али види, во ти е кавдаречка направија, од Урбан Инвест. Воа нити се абе, нити мраз го јаде, нити па деривати го јаде. Па кој ќе става деривати не зајзај? Абе, не вике така на да реши секов народ. А воа, што има направено? Бензински пумпи, дворови, стоваришта, дворови у школи, тротоари, у цели улици прават човеци со воти. Лесно се мес пост, можеш да го извадиш ако сакаш. Ето, драги гледачи, гледате што е наука. Die neuen Videokassetten von BASF. Ihre Chrombeschichtung garantiert fantastische Farben. Bis zu 2000 Überspielungen. Wieder, wieder und wieder. Fantastische Farben von BASF. Garantiert 2000 Mal. Здраво! Ова овде е комплетна Голдстар програма, тоа најсовремена технологија, тоа се НАСА тражи. Здраво! За вас беше ова 72 сантиметра 3 комада, 3 комада исто, сакате видео че земете? Дај 2-3 кила нека има. Земи 3200 цело да не го сечам. Батка, Дечко. дај да го пуштиме порничо, бе. Знаеш што и прави? Многу е добро. Бегај, бегај! Абе, после две сами, бе. Бегај, имам муштерија. Слушај, да ти го завиткам или тука ќе го гледаш? Што знам да прашаме, телефон имат? Како не? Па ние имаме Panasonic тука, ова све цр, бел, ово е двојник, ово ти е 332, 255, одак факсови исто имаме, телефакс, имаме само факс, пошто телето ни е забрзивач. Ќе земеш? Е, па дај да видам, да прашам. Има ли телефон, имате ли? Како не, абе, еве ти визит карта. Порано каубојците која јашеле по прериите, они биле многу хендикеписани, Џон Веј исто Ваја Терп, Загортене и други онда која јашеле тамо и иделе у пустињите у град кој ќе влезат по салуните бареле да најдат бурек со месо, со јогурт и со сирење. Бурек! Това за разлика од нив па црвека па еволутивно кој што се развивало, увек кога идела покај баба и табу тоа корпичката носела покрај осталите забирници што са, носела сирење ово на тестенини, али наравно мајка и увек и пакувала и поеде комат четврто ово оно, такозвани бурек! Со месо, со јогурт и со сирење. Бурек! Со спанач, тоа било исто познато е дека Попај го обожавал тоа и он управо заради тоа отворил за сендвичара, тој уствари бурекчиница било, меѓутоа затоа што немал тазен јогурт, децата го избегавале, Олива го оставила, Баџо се чарила со друг и така настава тој цртичово оно што го викаат бурек! Тој у војска е најболја баренда што ќе ти ја дат, уек се тепат војничината, кој за четврт, кој за осмика, ова меѓутим, малку да не се оддалечи во темата, што сакам да кажам ја уствари.
Јас живеам на втори спрат, исто тамо на том бурек джилицата, еднаш ко легнав баш доле ко се собрава деца, ги гледам галамат, искачам на прозор, деца бе, што сакате бе ова? Ајде бегај тоа, кој вика мене, Чичо миле, абе немој да јадеш многу. Бурек! Јади сибит. Абе, зошто деца сте така неваспитани, сад ќе заебавја, викаме, бе, знате ли вие како се прават глупи деца? Они викате, не знам, ќе го прашате татко ти. И они земава камења, почнава да ме гаđат, јас се тргнав овака само и кој рече камерот дънк, у прозорот овој функционеров. Нечу да го именувам јас сега, тој одно до ние што не купи Тојота закасни, затоа што беше да купи бурек! Со месо, со јогурт и со сирење. Бурек! Тоа е изврсна посластица. Меđutim, ја не знам зошто Елвис Присли прави овака досадни песми што са без рефрен. Тоа најверојатно пошто Америка они пецат на лепче, ние не пецаме на риби, а осим тоа нема турда за бурек со сирење. А сум чуo од други извори, а и од други опчуено дека Елвис Присли бурек не поштуе многу, затоа што он вака поише љубител на бели пецива, чевреци исто бурек! Тоа за него луксус било, затоа што бил пушач и увлекол дубоко, а може и плитко. Бурекот е ребек дело и вајарско е дело природе. И тоа би било да не должиме многу. Хвала. Ајде, мајсторе! Ајде, уште еднаш ке го патиш! Драги гледачи, не знам зашто овака. Извините, пошто девојко, ајте болам, интересна емисијата, дај му нека те полюби еднашка, пошто ова ние треба за увести да ова све и овако. Нема проблем бе, ќе ја фатам. Абе јас знам ти ќе ја фатиш па, меđutim ова, ето драги гледачи, фати ја и тоа би било, биле паника, ајде телевизија. Ќе ја фати. У животот батка, ако некаш да се упропастиш, мора да бидеш друштвен. Например, земеме мене. Јас сум батка страшно комуникативен. Страва. Али една работа не можам да поднесам. Ја батка највише мрзам у јако друштво кога ми дува некој у фаца. А зашо? Кога ти дува некој у фаца, батка, автоматски те става у незавиден положај, затоа што ти ускратува видно поле и може да ти ја ќари женската. Батка, гледаш дека снима. Ајде, мислам, ајде. Друго, батка, што е исто многу битен момент е тоа што у јако друштво мора да се знае за што се прави муавет. И според тоа како и што се прави муавет, може да се одреди компактност на друштво. Батка, дај бе маце, гледаш дека снима. Дај потреби се. Кога ќе видиш, батка, на една маса 6 различни муавета, тука стане реч за некомпактно друштво. Они, батка, уопште не се опасни, затоа што не се знаат добро меѓу себе и жвакаат жила за текушти проблеми. Тоа е преодна фаза и многу лесно може да се растури ради трето лице. Батка, дај бе, гледаш дека снима камера. Гледаш ли? О, Deutsche Welle, Deutschland? Hallo, Deutschland. Батка, ik bin интервју, ајне камера, буди љубазен, шпацирен, битен. Entschuldigung. Втор случај, батка, гледаш на маса, сите прават ист муавет. Тука станува реч за нешто покомпактно друштво со тенденција да стане јако. Тоа друштво, батка, е обично сплет на јаки чизици и риби и пошто многу добро се знаат меѓу себе, они, батка, прават муавет за други. И на крај трет случај, имаш маса и на неа сите седат,
кјутат и зјапаат. Тука, батка, без дилема станува реч за многу јако друштво, а такви има највише у градов, што е веома корисно и мене овака многу ме испунува, као шизик. У јако друштво да се разбереме, многу тешко се припарува ако не се прателе претходни две фази. Тука се направени сите могучи муавети. Све се знае и на прв поглед дело е као да им е досадно и као ништо да не прават. Али тоа е заблуда. Заблуда е, батка, за тоа што они уствари играат кој прв ќе се насмее. Тоа е, батка, према мене и према други шизици у градов, моментално најболја игра за тепање време. Например, влагаш у кафана, сите кјутат, седат и зјапаат и додека се свртиш, си утепал 2 сата. Батка, дај бе, нез, гледате дека снимам. Гледате дека имаме... Нема смисла, е. Бате, оди, оди да те експонирам малко, не? Не, бе! Оди прв път сме, оди. Добре ден, ние сме 20 другари од околините, тука сме прв път на телевизија, ојде. Прв път сме на телевизија, користиме ваа прилика да ја поздравиме таткото Раде, мајката Олга што е, братото у Америка што е Владко, дојката Анита, младата невеста Роска. Де се ичи даче? Да, со песната Ти не плачи мајко. Ти не плачи, мајко, што сум далеку и сам, пошто ако сгрешам, нека изгорам. Тошо, че можеш ли у темното, бе? Абе, ајде бе, батка. Не ми е прв пут. Ова ми е четврта оваа вечер. Пу, ама ден ти се погодил и тебе. Батка, не одговара, бе, ова. Многу е тесно ова дупчево. Тешко дека ќе ги влезе ова. Тошо, а да се качам ја да пробам, а? Нема потреба, батка. Сега ја ќе ја погодам. Слушај, ако не можеш вака, пробај заврти од другата страна и не стај ке толку, че разбудми комшиите, бе. Опа! Ја погодив. Сега кој ќе ја светнам. Тошо, пази! Запалена е! Пу, ама не измачва. Душевно излезе, батка. Ете, драги гледачи, гледате, врло оригинален начин да утварање. Меѓутоа, он веројатно и за това е вака извишен. Али това е, дијечеце. Вреди за оваков тип, нема што. А ти каде искачеш? Добро, драги гледачи, со други информации ќе себе баце покасно. Guten Morgen. Sprechen Sie Deutsch, bitte? Meine Limousinen troa kaputt. Weißt du da kaputt? Ja, ja. Дикс проблем. Бали, капутот обесидела, колата да преглед. Кафе, сок, бидерал васер? Ja, ja. И ја, 2 кафиња, ај бобет бите. Ja. Meine Limousinen.
Ja, fantastisch. Natürlich. Das ist Klinik Schwarzwald. Du bist Udo Brickmann? Das ist Asiba und MG Klinik. Ich bin Paul Breitner. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Kako leve, vaši. Парката ТТС 27 стара вкусов, да. 17.800, 18.200, и стема плювка. То за среча 18.200, 18.300, 18.400. Бе, милеве, се напуни пари, бе, милеве. 5 по 5. 18.000 и кусор, 19.100. Биле, ја кога ќе избијам на прво место и ја вака, нели? А ако ќе избиеш ти на прво место, али цале, читаеш проценат од мене зема ливче? 18.000. Де отваре, кој е то? Да не е поштарот. Те па шанси, поштарот увек звори 2 пут. Слободо, Ористе! Ево платници, ево уште пари. А маме, батка, бе, шо направивте со ова пари, бе, од савале 10 пут доаѓаме. 5 по 5. Земи учествуј ти и че немаш време лака као нас да потераш работа по цел де пари че броиш. Де го иде ти тебе една петка, почасти са пиво и 10 со кробит. Фала, батка. Јас сум иначе абсолвент. Ако, иди сега види, требуше некоја уплатница да ми дое денес. 18.000 јо, 20... Слушај, уште 5-16 уплатници, изгледа че лапно ходата. 20.000 и остат по 10. И това... Бурек! Со месо, со јогурт и со сирење. Ти сакаш пакнежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ја, јо, ми е лагото. Ја, јо, ми е легко. Бурек! Јади сибит. Абе, зошто деца сте така неваспитани, са че и заебавја, викаме, бе, знате ли вие како се прават глупи деца? Они викате, не знам, че го прашате татко ти. Побелете, забезете се, што че се напиете, не срамете се. Не знам, зошто Елвис Присли прави овака досадни песми што са без рефрен? Тој најверојатно пошту Америка, они пецат на лепче, ние не пецаме на риви, а осим това нема турда. На колена! Со грбота би се сврте, и тивко и реко. Shake, baby, shake. Да, да. Кај си, бе, батка, да. Добар. Едва ја избркав оваа моја, ти кажам. Едва да фатам некоја работа ни станов, да зачистам, да еве сега сакам да го бањам Малиев. Види бекутаче, де бало беби бакал ти, тука, сад ќе ти избаѓа чичо тебе. Шефе, кога ќе го избањаме ни родена мајка нема да го препозна. Тоа е то, сигурно, бекутач. Шо манијаци? Манијаци? Кај си читал? Влагаат по станови. Бањаат деца со бекутан. Ба. Ај побрзо. Чекај, бави, па сако ќе те дапачка со... бе, Злато, што се смешиш, бе? Ги. Готово. Што е бекадо, Боже со суđe. Слушај, со ова колекцијата бекутан лопрај бе поставили. Шефе, дојдем. Ајде, кикло. И после ни родена мајка не може да ги препознае.
Од кој ќе ги избања, да. Батка, бе, не, бе. Почитувани гледачи, се евуваме од грчко-македонската граница, каде што во секој момент очекуваме од Грција да стигне грчка делегација во неформална посета на Македонија. Тоа е приватна посета на грчка делегација и очигледна е возбудата кај нашата делегација, нели, сепак ќе се разговара за името, а тоа е дел од нашата најнова историја, нели. Инаку, како што можеме да забележиме, не знам дали тоа нашата камера го регистрира, на грчко-македонската граница нормално се одвива сообраќајот протокот на луѓе, идеи и стока. Пред малку замина 3 шлепера идеи за Атина, а во секој момент треба да поминат и 2 автобуси со наша стока исто така за Атина. Ево очекуваме во секој момент да се појави возилото со кое што ќе пристигне членовите на грчката делегација. Колку што сум јас запознат, треба да пристигне господинот Маноли Грекос, придружуван од неговите соработници. Еве во овој момент да пристигнува грчката делегација. Да, тоа е токму како што најавив господинот Манолис Грекос со своите соработници. Сега нашата делегација ќе ги пречека. Добар ден. Јорго. Добар ден. Запознајте се. Јорго. Питај ги, оти толку се забавија и оти толку време од нив, демек што викат ни лав, ни садав. Македонска делегација да пита грчка делегација зашто доцна дојде мало порано, дојде пред секас. Нема проблеми, Југославија капиталисто. Ја разбирам. Ја студент 3 години, а по Скопје див. 4 години Пристина, див професор физкултура. Адидас оригинал. Петрович, Југославија, баскетбол, фудбал, све. Кукоц, Полиореал, Гуд, Петрович, капут. Вранкович, но добро. Елада со Атинас, Јанакис, Галис, Лазарос Летис, Полиореа, фудбал, Сестиц. И 3 години не сме биле тука, меѓутоа ова супер Југославија. А сакате ли одма да разговараме за името или сакате прво да ве однесеме на ручок, да апнете? За името нема проблеми што е. Единото проблем е што името е лептокарија. Лептокарија е едната поталаса на море Елада, у Грција, плажа. Εντάξει, Карпос 3, αυτό не може тоа. Кај бутици, магазино, Тесалоника, бизнес, супер! Абе Тесалоника, решото, dakle, джинс, мавро, за тебе има супер. Όλα τα νούμερα τα έχουμε. Εντάξει, како се вика хромата што на боја. Една боја. Тегијат има бело, све има за тебе. Пио големо за тебе. Супер, супер. Ти слушаш? Кај што е ред? Пио мавраш и има и костумо има, леко не. Завеси, кафа, све, бизнес, супер. А дали ќе ги подобреме билатералните односи или още ќе ја тераме орле-зорле? Чуеш, што ре, авто... Κοίταξε να το δώσουμε τα ελιές, τον δώρο τι έχουμε και τα ρούχα. Μανώλη, έλα λίγο παιδί μου. Ορίστε κυρία. Δες το ρε γρήγορα τότε τζινς. Билатералите со Папандреу, ένα Поклон, Киро Глигоров и Стојан Нандов. Αυτό είναι... Пита го за нас. Αυτό είναι από Κύρο, αυτό είναι από Стојан. Μπράνκο, αύριο, само 2 сме да онакшо. Αυτό είναι το... εντάξει, από Μπράνκο, ένα μποτηρά, Μάλμπορο. За Бранко. Αυτό είναι εντάξει. Пита го за нас дали има нешто. Има. Песто Хец оригинал. Αυτό είναι за тебе. И за тебе има уште роба у конзулату, после ми е све.
Бе, Југославија, капитализм, бе, све да. Ние сме истиот народ. Ручоко, ние ќе треба да ви го платиме или вие си носите пари со збордеро? За тоа нема проблеми, де. Де не борде. Абдојне, Годзе Делджев, егет. Бе, нема проблеми, бе. Ете, почтовани гледачи, видовте и самите колку топли односи се развија уште на самата граница. Грчко-македонската делегација сега во Скопје ќе ги продолжи разговорите, иако ќе напоменам уште една се работи за неформална, односно приватна посета на грчката делегација на чело со господинот Маноли Грекос. Цацко Конопишки, А1, А2 телевизија, се исто е. Исправеди горд од апко до аде свача зашто баш кодо презерватив тако свако до има потреба од топол до повелете Завезете се, што ќе се напиете, не срамете се. Повелете, уверете се, ќе се договориме, да луѓе сме. Стар брачет пар, Paradива, blad braće par, hiba diva, blada devojka, duti diva, vodivata, iba sliva, ovelete, zavezete se, što će se da pijete, de sramete se, povelete, uverete se, će se dogovorime, da luđe sme. Beja, sobda teda, za dosobda, so doplata, i to. Продавам добро очувани, скоро нови муда за бубрези. Млада професорица дава на часови по математика. Менјам долен веш еднаш месечно. Повелете, завезете се, што ќе се напиете, де срамете се. Повелете, уверете се, ќе се договориме, да луѓе сме. Повелете, соблечете се, само без бацување, ќе ве волиме. Ladies and gentlemen, працо одмориме. Почитувани гледачи, пред малку дојде една жена и ме замоли да го прочитам извештајот од денешниот натпревар. Имено денеска во Скопје се одржа долго очекуваното и на повеќе пати поради невреме одлаганото дерби, во кое пред очите на 2 милиони гледачи силите ги одмерија фудбалскиот клуб на либералите и фудбалскиот клуб на СДС, од кој македонската радиотелевизија вршеше директен пренос. Мечот го доби екипата на СДС со 3-0 службено, полувреме 0-0 исто така службено. Ова беше многу остар натпревар со безброј гурбавости од обете страни. Уште на самиот почеток судијата ја испушти играта од рацете поради што од понатамошниот тек на надпреварот беше принуден да покаже неколку црвени картони на играчите од двете екипи, а особено од едната. Впрочем, да ги чуеме изјавите на актерите од овој надпревар.
Мислам дека судијата непотребно го продолжи овој натпревар. Клучен момент беше 91-та минута, кога поради непочитување на моите инструкции бев принудена да го сменам тврдоглавиот и брзоплетиот Тордановски со офанзивниот и пробивен Сталин за да го чува пргавиот Тито од изборната единица во центар тука, кој оформи овој клуб уште во далечната 37 година и под негово водство овој клуб ги постигна своите најголеми успеси. Сметам дека овој дуел го изгубивме бидејќи не бевме вешти да ја искористиме паузата кога при еден неспортски старт беше повреден искусниот и стабилен центар халф и капитен на екипата. Опа и ха! Мислам дека сум непотребно сменет со една избрзана одлука на тренерот, што е спротивно на она што го договаравме во предниот рок. Мислам дека ние се договаравме да јас всушност играм либеро, а потоа упорно ми беа давани дефанзивни задачи. И поради тоа се обидов да разговарам со тренерот, меѓутоа тој беше добро чуван од двајца портири, поради тоа јас одлучив да се жалам во фудбалскиот сојуз на Македонија и сметам дека честниот и правичен другар Динго Иванов ќе застане на моја страна. Опа и ха! Јас решив повеќе да не настапувам за нашата екипа, бидејќи моите колеги беа себични, не ми додаваат, а всушност имам и впечаток дека сите играчи сакаат да ме дриблаат. Опа и ха! Последниот збор за овај случај ќе го даде надпреварувачката комисија. Јас би го сменили каде мене директора на телевизиската екипа, само детето е бистро и интелигентно. Опа и ха! Задоволен сум од играта на моите играчи и како што видовте и овој дуел го добивме. Обично велат дека тимот што победува не се менува, меѓутоа сега кога ни се отвараат портите на Европа ќе мораме малку да ја освежиме екипата. Ќе направиме значи реконструкција. Некои од првотимците ќе ги ротираме на други места, а впрочем ние имаме и многу јака клупа. Што му фали на пример на еден Нунковски, кој е одличен играч со глава, на еден Фити или на веќе искусната Тодоровска. Така да нема да дозволиме да се повторат ситуации како што беше денешнава, кога во еден момент сите играчи помина во напад, а капитенот кој остана сам назад мораше да им вика: Не ме оставајте сам!